Почитувани, поминаа 7 дена од нашата реакција за проблемите кои се јавуваат во врска со откупот со пролетната зелка во Струмичкиот регион. Освен посетата на одредени представници на Министерството и владата, кои во своји портали се фалија дека Господ ги црпнал од Скопје и ги пратил во Струмичко да го решат проблемот и како истите експресно го решиле проблемот со откупувачите и производителите и договориле цената да се држи од 20 до 25 денари по килограм. На лице место се констатира друга состојба. Состојбата е следна. Забележено е драстично намалување на количините на откупена зелка, иако откупувачите до вчера декларативно ја држаат цената од 20 денари. Откупните пунктови ги држат повеќе затворени отколку отворени. При тоа, во периодот по великденските празници, забележано е драстично намалување на количините на откуп, а во одредени региони откупот е целосно запрен. Истите откупувачи имаат добиено целосни инструкции да не откупуваат зелка од лицата кои протестираа минатата недела заради ниските цени. Така да се случува дискриминација на лице место и производителите се делат на подобни и неподобни согласно правилата на неспособната влада. Има обиди одредени откупувачи да ја исплаќаат зелката со репроматеријали наместо со пари, со тоа откупувачите сакаат да постигнат одредена корекција на цените. И покрај ветувањата на неспособната влада дека цената ќе се движи од 20 до 25 денари во моментот на ова обраќање, цените на откупот изнесуваат само 15 денари по килограм со тенденција на понатамошен драстичен пат. Во одредени региони на полињата има и до 70% од засејаната зелка, па производителите се соочени истите количини да презреат и да им пропаднат заради слабиот откуп последниве денови. ВМРО ДПМНЕ целосно ја следи состојбата согласно сопствените политики и заложби кои со години наназад ги практикува, иако до пред некоја година актуелниве властодржци со индигнација не нарекуваа земјоделско-селанска влада. Ја користиме оваа прилика да се обратиме до јавноста со овие конкретни согледувања кои окажуваат дека состојбата со откупот се далеку од нормални. Истовремено, ја повикуваме владеачката СДСМ и министерот за земјоделство, кој во континуитет испраќа црпнати експерти, кои како менекени со брендирана гардероба се шетаат по разноразни состаноци, при тоа давајки неболозни изјави, самиот да излезе на лице место меѓу земјоделците, за да доколку може реално ја согледа состојбата, која воопшто не е розова и во наредниве денови може да се радикализира. И да превземе конкретни мерки. ВМРО ДПМНЕ уште еднаш апелира да се применат законските мерки за случаи кога има вишок на производи и преку интервентни мерки Министерството да го регулира пазарот. Господа од СДСМ, ова е неопходно доколку сакате да се спаси овогодишниот род и сите инволвирани страни да бидат задоволни. Ви благодарам.